Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитуван господине Ѓонул Барјактар. Би сакал да се осврнам на предлог на Законот за изменување на Законот за евиденциите од областа на трудот, по скратена постапка. Пред да одам во подетални експликации, би сакал да кажам неколку бадатоци кои што се однесуваат на трудот, вработените и вработеноста и вкупно на луѓето кои што живеат во Македонија. Ќе ви кажам неколку бадатоци, почитувани присутни. Вчера имаше тркалезна маса, на која што помеѓу останатите говорници беше говорник, заменик министр, заменик амбасадор од германски, господинот Ото Граф. И знаете ли што чувме вчера, почитувани колеги, пратеници од владеачкото мнозинство? Чувме еден прелиминарен податок, кој што е фрапантен и кој што треба да биде повод и причина за сите можни аларми во оваа држава. Заменик амбасадор од германски вчера ни соопшти дека само минатата 2019 година во Германија се отидени и заминати, издадени преку германската амбасада 10.000 работни визи за граѓани на Македонија. 10.000 луѓе само заминати во Германија, почитувани присутни, во 2019 година. Тоа е рекорд по сите основи. На тие 10.000 работни визи, дојдете ги луѓето кои што се заминуваат по други основи, дојдете студенти, дојдете постдипломци, дојдете луѓе кои што одат на црно, кои што одат на 3 месеци, на 5 месеци, на 6 месеци, дојдете членови на нивни семејства. 2019 година се пробиени сите негативни рекорди кога станува збор за заминување од Македонија. Прелиминарните податоци на Европската унија зборуваат според Евростат за 40.000 заминати луѓе во Европска унија. Значи, внимавајте, заменик амбасадорот, вториот човек во германската амбасада, ви вели 10.000 издадени работни визи во 2019 година. Само во Германија. Каде ви е заминувањето во Скандинавија? Шведска, Данска, Норвешка, Финска. Каде е заминувањето во Австрија, во Виена? Каде е заминувањето во Словачка и во Чешка? Ние почнавме да имаме заминати емигранти и во Словачка. Каде е заминувањето во Италија? Додајте го на тоа во Швајцарија. Додајте на тоа заминати во Обединетото кралство, во Лондон, секоја година не расте бројката. Додајте ги заминатите во Канада, во Америка, во Австралија, додајте ги заминатите во Емирати и во Катар. И така натаму, и така натаму. Што е заклучокот? Заклучокот е додека ние зборуваме за вакви поднаводници предлог на закон за изменување на законот за евиденциите од областа на трудот, ние веќе немаме што да евидентираме во Македонија. Секогаш имало заминати од Македонија, почитувани присутни, но никогаш по бројки ќе ви кажам за кратко, никогаш како сега. Никогаш како сега. Погледнете, почитувани присутни, погледнете што се случува и тоа е во тесна корелација со бројот на родени деца. Вчера ги изнесов податоците, сега ќе ви ги соопштам. Во првите 9 месеци во Македонија, во првите 9 месеци се родени најмалку деца во историјата на Македонија. 2018 беше рекордно најлоша, сега на таа рекордно најлоша имате уште полоша 2019 година. Значи, 2016 година, 2016, како што вие велевте под наводници за време на режимот, а во предвечерието на животот кој што требаше да дојде и да го донесете, во таа 2016 година, во првите 9 месеци, Македонија имаше 17.400 родени деца. 17.400. Знаете колку имаме 2019? 14.600. Знаете колку е намалувањето? Намалувањето е 2800 деца помалце. Знаете што е 2800 деца помалце? Тоа ви се 200 паралелки само по оваа основа. 200 паралелки. Само по оваа основа.
Жив човек не остана во Македонија од вашите политики. Имало секогаш иселување од Македонија. Ги гледав податоците на Евростат. Има осцилации, некоја година има 17.000, некој има 20, некоја 21. Во периодот од 2006 во годините на ВМРО ДПМН до 2016 годишното заминување од Македонија во Европска унија е околу 20.000. Ние сега пробивме 40.000 2019 година. Дупло. Државата има помалце жители, дојдовме до 1,8 милиони жители, а бројот на иселените се дуплирал. Ако ова не ве загрижува, ја не знам што да ве загрижува. И што правите вие на врвот на сето тоа? Секој ден нови трошоци, нови заложувања, нов јавен сектор, нови агенции, нови заменици директори, нови кабинети, нови министри, нови огласи, нови конкурси. Спроведуваме политики какви што нема во Норвешка, почитувани присутни. Во Норвешка, која што има нафта и БДП 80-90 долари по жител, во Норвешка нема вакви политики. Во Луксембург нема вакви политики. Во Катар нема вакви политики. Во Емирати нема вакви политики. А сето тоа со добри намери. Ајде вакво законче, ајде такво законче, ајде вакви издатоци, ајде онакви издатоци. Знаете, со овие ваши еден куп под наводници фини убави идеи, колку ќе ни дојде буџетов до година? 5 милиарди евра. Кој ќе ви го покрие тоа? Вработени во индустријата паѓаат. Нови огласи паѓаат, инвестиции паѓаат. Знаете зашто е тоа рецепт? За банкрот. Македонија буквално исчезнува и ја снемува. Македонија ја исчезнува и ја снемува. Ке ви кажам за оние кои што повнимателно слушаат помеѓу вас. За оние кои што се надевам дека во наредните години и децени ке се грижат за оваа држава. За кои што покрај сите несогласувања верувам дека колку толку има стало од оваа Македонија. Овие политики, верувајте ми, ја пустошат Македонија. Само вчера, заменик амбасадорот на Германија, Ото Граф, кажа 10.000 издадени работни визи само во Германија. 10.000 само во 2019. Рекорд. Додајте на тоа членови на семејства, додајте на тоа студенти, постдипломци, додајте на тоа што заменуваат луѓе кои што идат преку основа од другите држави во околината и така натаму, кои што ги водат како иселени од околните земји, а кои што всушност се од Македонија. И доаѓаме до фрапантни бројки. Доаѓаме дека само во Европската унија, ви ги гледав и ќе ви кажам бројките последни 3 години, ние секојаш сме биле на околу 20.000 иселени од Македонија годишно во Европска унија. Првата година на вашиот мандат отидовме на 26.000. Втората година на вашиот мандат отидовме на 33.000. Оваа година отидовме на 40.000. А Германија, знаете ли што ви кажува? Германија ви вели од 1 март, сега од 1 март за 2 месеци, паѓаат сите можни ограничувања за иселување таму. Дополнителни олеснувања за заминување во Германија. А вие што правите тука? Вие тука исклучиво и само мислите дека луѓе во Македонија треба да останат и само за тоа се занимавате, за изборно алиментирање. Ако вие, почитувани присутни од мнозинството, мислите дека луѓето во Македонија ќе ги задружиме само и исклучиво со минимална плата, со социјална помош и со предвремени пензионирања, тогаш имаме огромен ризик да бидеме држава на пензионери. А држава на пензионери не може да има економија. Кога ги подпишувате сите закони кои што ги подпишувате, размислете што ќе донесе тоа за година, 2, 3 и 5. Ние останавме без странски инвестиции, немаме фабрики, без капитални инвестиции останавме, немаме капитални инвестиции, има само социјални трансфери за да добиват избори, ништо друго. И до година 5 милиарди евра ќе не кошта сето тоа. И ние на врвот на сето тоа велиме предлог на законот за евиденциите од областа на трудот. Кои евиденции, луѓе? Катанец треба да се стави.
Рецесија во бројот на новородени од 2016 до 2019, првите 9 месеци имате 16%, 16% не е малку. Општа катастрофа. Благодарам.